Дали идниот лидер на СДСМ може да донесе нови позитивни ветришта во партијата? Ова прашање гласно се поставува откако кандидатури поднесоа Венко Филипче, Славјанка Петровска, Јован Деспотовски и Александар Бајдевски, сите функционери во владењето на Зоран Заев и Димитар Ковачевски, сите дел од раководните структури кои на СДСМ му го донесоа најголемиот пораз во историјата, но и сите со дамки во својата работа минативе години. Венко Филипче, кој беше министер за здравство во текот на ковид пандемијата, кога Македонија беше една од земјите со највисока смртност, ќе остане најмногу запаметен по тоа што во текот на неговото раководење се случи трагедијата во Тетово, пожарот во модуларната болница каде живи и изгореа 14 луѓе. После тоа поднесе и оставка која Заев не му ја прифати. Последната трагедија во Тетово многу ме погоди, многу жалам за загинатите, сочувствувам со нивните семејства. Нема зборови што тоа може да го опишат, ниту пак начин да се надомести загубата. Филипче, кој важи за многу близок до Заев, со кого заедно во ек на пандемија се возеа со мотори, ќе остане запаметен и поветувањето дека ќе изгради нов клинички центар на друга локација кој требаше да чини половина милијарда евра. Клиничкиот центар се уште го нема. Од сите најави и ветувања резултатот е еден: 8,5 милиони евра кои треба да се вратат на италијанска компанија. Нов клинички центар на ново место како Гринфилд инвестиција е парцијално решение и дека само такво решение нуди нов тип на здравствена услуга. Дамки и скандали во својата работа има и Славјанка Петровска. Во ек на голема економска криза во 2022 година беше потпишан тендерот вреден 66 милиони евра за противвоздушна одбрана, иако и самата министерка тогаш кажа дека не постои никаква опасност за Македонија. На само 3 месеци пред изборите пак потпиша и тендер со контроверзната италијанска компанија Леонардо, вреден 230 милиони евра за набавка на 8 хеликоптери. Тоа е во рамките на законот и апсолутно нема никаква законска пречка оваа набавка да биде спроведена. Под број 2, затоа што оваа набавка е започната согласно позитивните законски прописи уште во 2019 година. Петровска ќе остане и запаметена по нејзиниот пречек во Лондон, каде не беше пречекана со македонската химна, како што наложуваат сите протоколи, туку со песната Јовано Јованке. Деспотовски последниве години извршуваше две функции. Прво беше директор во Фондот за иновации, а потоа и во ТИРС. Првото директорување ќе остане запаметено по низа скандали за поделба на грантови, додека пак второто по тоа што Македонија почна да губи битката со соседните држави за привлекување на странски инвестиции. Ќе остане запаметен по неколку најавени инвестиции кои пропаднаа, како фабриката за електрични автомобили во Тетово и Алмак, најавена голема странска инвестиција која во февруари годинава беше избришана од Централниот регистар. Зборуваме можеби се уште не за најголемата странска инвестиција во Република Северна Македонија, меѓутоа секако за странската инвестиција која што пропатува најмногу километри. Покрај тројцата кои во моментов важат за главни фаворити, кандидатури поднесоа и Александар Бајдевски и Златко Ристовски. Бајдевски минативе 7 години беше на функција заменик министер за информатичко општество и администрација. Ристовски е активист на СДСМ од Битола, а според информациите од Бихачка тој е релативно анонимен во партијата.